Една од жолтите џуџиња. Вака ја нарекуваат звездата која се наоѓа во центарот на сончевиот систем – Сонцето. Неговата енергија го одржува животот на Земјата преку фотосинтеза и ја управува земјината клима и време. Температурата на површината на Сонцето е 5500 степени Целзиусови. Енергијата која Сонцето ја испорачува во текот на една година е 25 пати поголема од енергијата која може да се произведе со останатите резерви на фосилни горива. За само 9 минути Сонцето испорачува енергија на Земјата, која е поголема од целокупната годишна потреба на човештвото, а соларната енергија е 15.000 пати поголема од целокупните светски потреби. Како да се искористи? Како да се претвори во основна енергија, која ќе ги замени сите други извори? Јас сум Робин Бојчевски, собственик на фирмата Aresa Solutions, која во превод значи алтернативни, регенеративни, ефикасни соларни енергетски решенија. Ако Хенри Бекерел уште во 1839 година почнал да ги испитува ефектите од сончевата енергија, односно така наречениот фотоволтаичен ефект, а Алберт Ајнштајн на почетокот на 20 век ја доби Нобеловата награда токму за експеримент и пронајдоци поврзани со фотоволтаичниот ефект, во 1954 Bell Labs ја произведуваат првата фотоволтаична келија. 4 години подоцна започнува нивното користење за напојување на сателитите во Вселената. Повеќе од една деценија, Арesa на Робин Бојчевски ја носи сончевата енергија во животот на луѓето. Што всушност значи вашата фирма? Да. Значи нашата фирма, компанија, како сакате, е всушност ги применува сите оние познати продукти, производи, технологии кои одамна се познати на човештвото, меѓутоа во последно време заради актуелните состојби и се поголемиот акцент ставен на заштедата на енергијата, всушност ги комбинираме тие технологии, тие техники, производи со цел да овозможиме што поголема енергетска заштеда, енергетска независност и како една крајна цел е заштита на нашата околина преку намалена емисија на јаглеродни стакленички гасови, преку користење на обновливи извори кои воедно се и значи еколошки полезни. Како дојдовте до идејата да направите еден ваков систем и во која година? Па значи идејата е од многу одамна. Секој пат сум се занимавал со некои интересни работи. Веќе од 2000 година почнав малце поактивно да ги истражувам овие области. Многу ме привлекуваше сончевата енергија. Веќе во 2009 се создадоа услови да се отпочне со фирма, со компанија, да основам собствена компанија која ќе се занимава со вакви со имплементација на вакви решенија и од 2009 функционираме на пазарот. Фотонапонските келии директно ја претвараат сончевата енергија во електрична, изворна енергија која ќе згасне дури тогаш кога сонцето за секогаш ќе го снема и ќе се претвори во така наречено црно џуџе, што е неверојатно. Заштедите на струја се за 6 пати поголеми, но кај нас малкумина ги знаат ефектите на систем за заштита на енергија, каков што нуди Аресе. Која е всушност тежината за да се пробиете и во јавност и на пазарот и да објасните колку е ова битно? Во принцип нашиот народ малце потешко ги прифаќа новитетите. Иако сме сите свесни дека со излагање на сончево зрачење и топлината ја осеќаме сите оние придобивки од сонцето, малце сме со недоверба гледаме на новитетите. Сега патот кој беше е многу тежок, значи макотрпен, со многу откажувања, со многу сопствени инвестиции, како и финансиски, така и труд и слободно време. И се уште е тешко, значи што се вика ние го газиме снегот, меѓутоа очекуваме дека со текот на годините ќе се вратат овие инвестиции, овие вложувања. Излагаме на саеми, даваме реклами, вршиме едукации на населението. Сето тоа е тешко, меѓутоа се надеваме дека ќе дадат подобри времиња. Јадрото на сонцето е најважниот дел од него. Тоа е како мотор. Тој ја дава светлината и тој ги дава сите честички внатре во сонцето. Секогаш кога сонцето свети, испушта енергија околу 1.000.000 атомски бомби. Таа енергија треба да се искористи.
Но како да се убедат луѓето кои малку знаат за ефектите на сончевата енергија, дека судбината на земјата зависи токму од сонцето? Ако јас сакам да заштитам енергија, градам објект, било да е фабрика или приватна куќа, што всушност ќе понудите вие кога ќе ве прашам колку енергија ќе заштитам, колку пари ќе заштитам и како ќе ми го направите објектот? Ќе ве прашам што очекувате и колку сакате да заштедите. Дали сакате комплетно да бидете енергетски независни или сакате да еден дел од енергијата да замените, односно да намалите од потрошувачката? Тоа значи да не користиме електрична енергија или да има комбинирано? Вие користите електрична енергија, меѓутоа генерирана од обновливи извори на енергија, а не од класични или фосилни горива, како што во моментов користиме. И во зависност од вашите желби, ние го димензионираме системот. RS Solution ја направија и првата хибридна куќа. Незиниот собственик Вангел Адамовски нема повеќе да плаќа сметки за струја. Неговата викендица под Баба планина во Братиндол е првата куќа која е сосема независна од енергетскиот систем и сама по себе е комбинација на ветерогенераторски, фотоволтаичен и термоколекторски систем. Што ќе му треба тој таков објект за да функционира и да има енергија? Предпоставам мислите на хибридната куќа во Братиндол. Значи, таму се соочивме со предизвик да инвеститорот има изграден објект кој нема пристап до дистрибутивната мрежа и прашање беше, значи, дали ќе инвестира во мрежа дистрибутивна, односно приклучок кон Евана, или ќе се обиде самиот да си ја произведува таа електрична енергија. Успеавме, значи, системот да го направиме трокомпонентен, тоа е, значи, комбинација од фотоволтаични панели, односно систем за производство на електрична енергија од сонце, ветерен генератор, односно ветерница за производство на електрична енергија од ветер и сончев колектор за производство на топла вода, која ќе се користи за санитарни потреби и како испомош на системот за догревање, значи за греење, како испомош кој ќе даде почетен импулс на системот за греење кој само ќе го догрее она потребно количество енергија за греење. Објектот е комплетно енергетски независен, функционира од мај 2010 година без никаков проблем до ден денешен, така да сето тоа е веќе потврдено во пракса дека функционира и всушност во тоа се состои хибридниот објект кој е еден од ретките не само во нашата држава, ако не е единствен, туку и малце пошироко во регионот. Адамовски вложил 13.000 евра за да го направи овој систем. Бил визионер и верувал дека парите ќе му се вратат. Конкретно за овој објект многу интересно е што инвестицијата се врати со првиот ден, затоа што целокупната инвестиција беше помала од инвестицијата потребна за приклучок кон дистрибутивната мрежа. Така да инвеститорот веќе од првиот ден фактички има добивка затоа што заштеди многу повеќе средства од потребните што му беа за приклучок кон дистрибутивната мрежа. Битолскиот крај и Кечевскиот се многу погодни за хибридни објекти, но и цела Македонија е земја на сонцето, па тоа не случајно се нашло и на македонското знаме. Хибридната куќа во Братиндол не била единствената. Следувале објекти во Струмичко, Радовишко, Кичевско, Скопско. RS се нуди соларни системи, хибридни, фотоволтаични, изградба на ветерници, лето светлување. Долга е листата на можности како до поголема заштеда. Во зависност од барањата на потенцијалните клиенти или компании се комбинираат овие продукти и услуги што ги нудиме. Најчесто, значи, основата на системите се базира на фотоволтаични системи за производство на струја и на ветерни системи. Имаме системи кај што се користат хидротурбини за производство на вода, мали микрохидротурбини за производство на струја од вода. И сето тоа се комбинира со LED расвета за да се постигне уште поголема енергетска ефикасност на објектот. Вашата иновативност е во комбинирањето или во воспоставувањето на систем, меѓутоа она што го инсталирате како материјал, дали се решивте сами да го произведувате или видовте дека е можеби подобро да го набавувате од странство? Па во почетокот идејата беше да произведуваме, што е можно повеќе од производите да ги произведуваме. Меѓутоа се соочивме со многу бариери и ние како географско подрачје, значи, сме зависни, мораме да поминеме многу граници за да ги донесеме овде суровините за производство, така да на крајот испадна дека е поисплатливо да се увезат
готови компоненти и делови, отколку да се произведуваат. Тоа е првичната причина, а второ е што ние се уште не сме развиени, односно свеста кај нас се уште не е толку подигната на високо ниво да имаме масовно побарување за такви производи, па да се одлучиме и да инвестираме во производствени погони. Меѓутоа, тоа е една долгорочна идеја која сигурно ќе оствариме во наредниот период. Од едукација до инсталација, оваа компанија се обидува да ја смени свеста на луѓето, да сватат дека инвестицијата треба да се гледа на долги патеки, особено доколку имаат објекти надвор од урбаните средини, а доколку се во градовите, како да заштедат пред цена струја. Каде свеста повеќе се подига и кај допирате повеќе? Верувам заработката од компаниите е поголема. Па да, заработката од компаниите е поголема, меѓутоа парадоксот да е поголем, позаинтересирани се индивидуалните корисници. Пред се заинтересирани за сончеви колектори за топла вода, бидејќи тоа е веќе одамна познат производ и присутен на нашиот пазар. Меѓутоа има се почесто барање и за инсталација на вакви системи за производство на електрична енергија. И тоа се значи во 90-95% од случаите приватни индивидуални лица. Добро, компаниите, ако им кажете ќе заштедите волку струја, ако вакви светла. Правиме и пресметки, правиме елаборати за заштеда. Бројките се неоспорно на страна на понудените системи, односно решенија, меѓутоа компаниите некако многу тешко се одлучуваат да инвестираат, иако инвестицијата ќе им се врати за многу брзо време, некои инвестиции за помалку од една година, сепак од неразбирливи причини за нас не се одлучуваат да инвестираат. Архитектот ја проектира куќата, градежникот гради, а улогата на АРЕС е да направи инсталација која ќе одговора на потребите на клиентот. Па идеален случај е кога во почетокот, значи при проектирањето на куќата ќе се направи спој помеѓу архитектите, градежниците и да кажам луѓето од оваа страна кои се занимаваат со ваков тип на решенија. Значи, бидејќи во самата фаза на проектирање може да се предвидат многу позиции, да се наметнат решенија кои во иднина многу ќе заштедат во експлоатацијата на објектот. Значи, само да споменам, тука е пасивно и активно грејење, односно ладење на објектот, изолација на објектот, сето тоа што може во иднина значително да ги намали трошоците за експлоатација на објектот и секако предвидување на осветлувањето на интериерот на објектот, така да најдобро, идеален случај е кога во почетна фаза ќе се направи спој помеѓу на обновливите извори и проектантите, односно градежниците. Кога сите немале струја во Битолско, една куќа останала да свети. Само во неа имало енергија, кажува Бојчевски. Како? Значи, таму имаме 3 ветерни генератори, многу поголем соларен, односно фотоволтаичен систем и тие се веќе 8-9 месеци скоро се исклучени од мрежата на Евана и успеа да го пребродат оној период кога, да кажам, Пелагонискиот регион беше затрупан со снег. Ми се јави господинот и рече, јас сум единствена светла точка во Пелагонија. Кај нив секогаш има струја? Кај нив секогаш има струја. Ама вакви лаици некогаш како мене, ако нема ветер, ако нема сонце, мислат ке нема и струја. Значи, системите ги димензионираме со одреден број на денови на автономија, така да ако денес, например, нема поволни услови, системот ќе ви овозможи производство, односно користење на електрична енергија за неколку дена последователно. Така да тука е умешноста во димензионирањето на системот. Токму фотоволтаичкиот систем, комбинација на системите за заштита на енергија и воопшто употребата на сончевата енергија ја прави Македонија лидер во регионот. Земјата на сончевите зраци е пред соседите и многу поголеми земји во иновативноста на овој план. Сега за сега Македонија можеби е, иако звучи парадоксално, е лидер во однос на Србија, Косово и Албанија во тој поглед. Меѓутоа има интерес и се надеваме. Значи бевме летово и во Грција, работевме на еден проект на воспоставување на енергетска ефикасност, така да очекувам дека ќе има поголема побарувачка и на регионално ниво. Како да го задржи ова лидерство, а фирмите како АРЕС да се етаблираат на домашниот и светскиот пазар? Па секако дека е потребна одредена поддршка од државата за овој сегмент,
значи затоа што е новина, неоспорно е дека го имаме потенцијалот, бидејќи секојдневно речиси странски инвеститори се јавуваат, поготово за изградба на фотоволтаични централи. Значи интересот е многу голем, сите ни признаваат дека го имаме потребниот сончев потенцијал за максимално искористување. Кај населението полека, значи се буди свеста, заинтересираноста е голема, меѓутоа финансискиот момент е секој пат нешто пресудува. Со мала помош, значи не само од државата, туку и од финансиските институции кои многу по да кажам флексибилни би биле, полесно би ги прифаќале вие проекти, застапеноста ќе биде многу поголема. Зошто решите да останете тука во странство, да не купи некои странски Тука сум се родил, тука сум пораснал, тука сакам да останам, да живеам. Значи, на запад е многу пораширено. Сакам и Македонија да се приближува кон тие светски токове, а не секој пат да заостануваме. Се надевам дека финансиските институции ќе го следат примерот на многу западни и ќе се осмелат да инвестираат, односно да даваат средства за вакви инвестиции. Само еден како пример ќе ви посочам за изградба на една фотоволтаична централа. Значи, сме се обратиле кај многу финансиски институции, многу мал број од нив сваќаат што е сето тоа и кои се придобивките и кој е ризикот, значи, за да кажеме инвестирање во таков еден бизнис. Сите се прашуваат што ако, значи ако го снема сонцето, тоа значи не нема сите нас. Така да овој бизнис е сигурен. Сонцето постоело, веќе зрачи 5 милиарди години и ќе зрачи уште 5 милиарди години. Така да ризикот во инвестиции во вакви бизниси, односно вакви решенија е, да кажеме,